Здраво и добродојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за ензимот глукоза 6-фосфатаза и ова е ензим која катализира реакцијата во која се добива глукоза од глукоза 6-фосфат. Значи имаме глукоза 6-фосфат, имаме реакција која е катализирана од страна на овој ензим и се добива глукоза плюс фосфат, неоргански фосфор. И оваа реакција е еден од крајните клучни чекори во процесите на добивање на глукоза. Во ред, така што ова е многу битно. И овој ензим го сретнуваме главно во хепарот, односно црниот дроб и бубрезите, но го има и во помали концентрации во други ткива, односно органи. А такви се тенкото црево, особено при гладување, панкреасот, белите дробови, слезената, адреналките и во некоја литература дури се спомнува и во мускулите, но во многу ниски концентрации, така што најчесто не ни ги спомнуваме мускулите. Значи во високи концентрации, во хепар бубрези, ниски концентрации, тенко црево, панкреас, адреналки, слезина и бели дробови. Сега да видиме каде на ниво на клетката се наоѓа овој ензим. Ако нацртаме тука вака една клетка, оваа клетка има јадро, така и на јадрото се надоврзува ендоплазматичен ретикулум. Епа на мембраната на ендоплазматичниот ретикулум се наоѓа овој ензим глукоза 6-фосфатаза. Во ред. И сега ако на некој си начин зумираме во овој регион, го добиеме следново. Значи овдека на сликата имаме мембраната од ендоплазматичниот ретикулум, на која е нацртана структурата на ензимот, нормално шематски прикажана. Кон надоле го имаме луменот на ендоплазматичниот ретикулум, значи внатрешноста на ендоплазматичниот ретикулум, додека кон надвор, кон нагоре, така ја имаме цитоплазмата на клетката. И гледаме дека овој ензим е всушност мултикомпонентен, така и значи има многу различни протеински единици. И имаме главната каталитичка единица, која е оваа овде, ќе земам со црвена боја, значи ова е глукоза 6-фосфатазата. Имаме калциум врзувачки стабилизирачки протеин. Во ред, значи ова е протеин кој врзува калциум и учествува за стабилизирање на целата оваа структура. И имаме 3 канали, односно транспортери се поточно, и ги бележиме соодветно транспортер 1, 2 и 3. Во ред, значи Т1, Т2 и Т3. Во ред. Сега, преку транспортер 1 навлегува глукоза 6-фосфат. Во ред, значи глукоза 6-фосфат влегува во луменот на ендоплазматичниот ретикулум. Ќе бележиме вака, глукоза 6-фосфат. И сега под дејство на каталитичката субединица од овој ензим, глукоза 6-фосфатот ќе премине всушност во глукоза и неоргански фосфор, односно фосфат. И тоа ќе обележиме на следниот начин. Значи ќе имаме, нека биде со сина боја, имаме неоргански фосфор плюс глукоза. Сега глукозата излегува преку транспортер 3, вред, значи иде во цитоплазмата, додека неорганскиот фосфор излегува преку транспортер 2. И во целиот овој процес, најспориот чекор е всушност навлегувањето на глукоза 6-фосфат во внатрешноста на ендоплазматичниот ретикулум. Значи тоа е најспор чекор. И можеме да имаме зголемена или пак намалена експресија на овој ензим зависно од присуството на одредени молекули. Така што имаме зголемена експресија кога имаме присуство на гликокортикоиди. Ајде ќе ги запишеме. Масни киселини, цикличен АМП, исто така глукоза, односно глукоза 6-фосфат, може да влијае, глукагон, додека инхибиторно, односно намалување на експресијата, имаме присуство на инсулин.
И тоа е прилично логично, бидејќи кога имаш инсулин во крвта, нели тој стимулира всушност глукозата да навлезе внатре во хепарот и мускулите и во другите клетки со цел да се намали нивото на глукоза во крвта. Така што овој ензим всушност го зголемува нивото на глукоза во крвта. Нормално дека инсулинот ќе влијае инхибиторно врз овој ензим, односно ќе ја намали неговата експресија. Сега, кај диабетичари, кај некои диабетичари е забележано дека имаат зголемена експресија, односно активност на овој ензим. Поради тоа, имаат се повеќе зголемени концентрации, зголемување концентрацијата на глукоза во крвта. Така што некои од лековите за антидиабетичари влијаат инхибиторно врз овој ензим. Во ред, значи, ако влијаш инхибиторно, ќе се намали создавањето на глукоза, односно ќе се намали индиректно концентрацијата на глукоза во крвта. Ако имаме нарушување на функцијата на овој ензим или пак имаме нонсенс мутација, така што воопшто го немаме овој ензим, настанува хепатомегалија, реномегалија на бубрезите, зголемување и други проследни метаболички нарушувања. Инаку, активноста на овој ензим главно се одредува преку мерење на концентрацијата на неоргански фосфор. Така, значи, што е поголема каталитичката активност, поголем дел од глукоза 6-фосфат, кој ќе ни биде всушност субстратот, ќе се конвертира во глукоза и неоргански фосфор, односно значи ќе имаме зголемување на концентрацијата на неоргански фосфор, кој ќе се врзе со други соединенија и ќе даде обоен раствор, односно обојување кој ќе се мери на соодветна бранова должина и ќе се одреди, нели, концентрацијата на неоргански фосфор, односно индиректно ќе се одреди каталитичката активност на ензимот. И тоа беше главно се за овој видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.